Време за дневникот на К1 телевизија. Хроника, политика, економија, живот. И во овој дневник во целост ви ги пренесуваме најновите настани и случувања од Вардарскот и Квешкиот регион Македонија, светот и спортот. Што сега одбележа денешниот ден, ќе погледнете веднаш по најавите. Јас сум Катерина Нацева. Останете со нас. Советниците од ВМРО ДПМН во Велешкиот совет не учествуваа на 6-та седница како протест за притворените од 27 април. Малолетничка тешко повредена во сообраќајна несреќа во Неготино, пренесена во ургентен. Машиновозачите продолжуваат со штрајк, возовите нема да сообраќаат додека не се доисплатат платите. Советниците на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН во Велешкиот совет не учествуваа на работната седница, на 6-та работна седница како протест на приведените од 27 април. Според советникот Александар Колев, во притвор се држат чесни луѓе под обвинение за тероризам. Председателот на Советот на општина Велес Душко Петров пак вели дека ваквиот протест е неправеден кон граѓаните на општина Велес. Советниците од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН на општина Велес изразуваат протест поради притворените од настаните од 27 април и поддршка за истите, а за таа цел одлучија да не учествуваат во работата на Советот по точките на дневниот ред на 6-та седница. Според советникот Александар Колев, во притвор се држат чесни луѓе под обвинение за тероризам. Тие, како што рече Колев, се политички прогонувани од страна на власт. Нашето молчење громогласно ќе оддекне и се надевам ќе биде слушнато и од оние кои што во овој момент го спроведуваат овој политички прогон. Се надевам дека разумот во Република Македонија ќе биде пратен и дека политичките процеси, политички монтираните процеси на справување со политичките неистомисленици ќе престанат. За председателот на Советот на општина Велес Душко Петров, ваквиот протест е неправеден кон граѓаните на општина Велес. Сметам дека се шири една омраза помеѓу нас како советници и дека понатаму нема да толерираме вакви стави. Колев реплицираше и истакна дека воопшто во неговиот говор немало омраза, туку повикал на разум и престанок на политички монтираните случаи. Според Колев, граѓаните се тие што ќе оценат дали советниците си ја вршат функцијата. По завршување на 6-та седница на Советот на општина Велес, советничката група од коалицијата предводена од СДСМ на пресконференција реагираше, како што велат, на злоупотребата на говорницата на Советот од страна на советниците од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Имено координаторот на советничката група Весна Стојанова Богоевска рече дека во Македонија владае демократија, но недозволива е употреба на недолични терминологии. ВМРО ДПМН треба да знаат дека Советот на општината е место за решавање на проблемите на граѓаните, а не партиска трибина, и дека средствата што ќе ги добијат како надоместок за денешното нивно молчење и неучествување по точките од дневниот ред не ќе можат никако да ги оправдаат пред граѓаните на општина Велес. Злоупотребувајќи ја говорницата за партиски говори, кои се спротивни на дневниот ред, истовремено се обидуваат да извршат и притисок врз јавноста, судската власт и притоа го повредуваат правото на пресумпција на невиност.
Партнерство за подобра бизнис регулатива е темата на денешниот форум кој се одржа во Кавадарци. Целта на истиот е да се овозможи самото законодавство и регулативите кои се однесуваат на бизнис секторот во земјава да се усовршат за да се создаде добра бизнис клима. Според организаторите, деловното обкружување би требало да ги мотивира компаниите за полесно да стапуваат на странските пазари. Преку интернационализација на стопанството до поголем економски раст. Вака беше насловен форумот кој се одржа во Кавадарци, кој е во рамки на проектот Партнерство за подобра бизнис регулатива на USAID. Целта на истиот е Стопанската комора на Македонија, Стопанската комора на Северозападна Македонија и Сојузот на стопански комори, а менаџирани од страна на Епицентрум Интернационал, да се овозможи самото законодавство и регулативите кои се однесуваат на бизнис секторот во земјава да се усовршат за да во земјава се создаде добра бизнис клима. Самите проектни активности вклучуваат оценка на тековните регулативи, правни барања во однос на предпријатијата и како да им се помогне да се исполнат тие барања на самите компании, како и во споставување на механизам за јавно-приватно партнерство за унапредување на реформите понатаму. 74% од фирмите кои биле анкетирани сметаат дека не се вклучени во носењето на правната регулатива, додека на прашањата за инспекцискиот надзор 72% од испитаните фирми не добиле покана за доедукација, истакна Љубомир Димовски од Епицентрум Интернационал. 20% имаат одговорено дека инспекторите инсистираат да најдат неправилности и да канат. USAID долго време работи во земјава компаниите да ја унапредат конкурентноста и да развијат нови производи и услуги со подобар квалитет, истакна Татјана Марковска од USAID Македонија. Од анкетата што ја направи проектот, а и од други анкети и анализи, очигледно дека Македонија и покрај тоа што формално ја нарекуваме земја со многу лесна деловна клима, во реалноста тоа воопшто не е така. Деловното обкружување би требало да ги мотивира компаниите за полесно да стапуваат на странските пазари. Во сообраќајна незгода која се случила денеска во Неготино, девојче се здобило со тешки телесни повреди и по укажаната лекарска помош во Итна медицинска помош Неготино била препратена во ургентен центар Скопје, информираат од Министерството за внатрешни работи. 15-годишно девојче од Неготино е повредено во сообраќајна несреќа која се случила вчера вечер на улицата Индустријска во Неготино, во која патничко возило Volkswagen Polo со кавадаречки регистарски ознаки, управувано од 58 годишен маж од Демиркапија, удрил во девојчето. Истото се здобило со тешки телесни повреди и по укажаната лекарска помош во Итната медицинска помош Неготино била препратена на ургентен центар Скопје. Увид на местото на настанот извршила екипа од полициската станица Неготино. Продолжуваме на тема живот. Зелените пазари во Велес се добро снабдени. Голема е понудата на сезонско овошје и зеленчук за овој период од годината. Граѓаните задоволни од понудата, но и цената и квалитетот. Еве што тие велат пред камерата на К1 телевизија. Зелените пазари во Велес со голема понуда за потрошувачите. На тезгите може да се најде секаков вид сезонско овошје и зеленчук. Марула, зелка, млад кромиц, панаќ, а покрај јужното овошје присутно е и јаболкото. И во ова време од годината, нашата камера регистрираше и грозје. Велешани задоволни од понудата, но и од цените на производите кои се нудат. Пазарот е снабден, се има тука во нашиот округ. А дали купувате повеќе од домашни производи или увозни? Повеќе од домашни земаме. Зошто? Па квалитетни се тие. Приступачни. Барем за вакви денови. Сега знаете, кога дојдат вакви денови, повеќе зеленчук. И овошје, ама зеленчукот повеќе натежнува. Абе не е баш најдобар, меѓутоа за наши услови е добро е. А цените? Цените високи се, ама добро. Сега, како се така, се мора да купиме.
Гледаме домашни да бидат, се знае. Зашто? Купува домашните да не си. Дома што ти се производиш, нема нигде. Домашно си е домашно. Пазарот е снабден, само не е покриен и многу е тесен. Какви се цените? Пристапни за джебот на граѓаните или може би И за мене одговара, пошто сум пензионер и јас и сопругата, а додека одскокнуваат. Јас сум бил и на други пазари, па тука се движат цените. килограм ориз се продава за 60 денари. Граф може да се најде за цена од 120 до 180 денари, компир за 25, банани од 40 до 50 денари, мандарините имаат цена од 30 до 60 денари. Оваа година поради малата количина на произведен мед, истиот е со повисока цена. Медот на пазарот се продава по 400 денари за килограм. Граѓаните зеленчукот и овошјето најчесто ги купуваат од зелените пазари, поради тоа како што велат, истите се најсвежи. – 2018 година е јубилејна за деловно-културната манифестација Којнички средби. Дел од активностите со кои Сдруженијето на граѓани ЕСНАФИ започнува сочествувањето 20 години од постоењето на манифестацијата ќе бидат и настаните закажани за во понеделник. Трибината насловена како валоризирање и вреднување на авторските дела и иновации е првата манифестација што ќе се случува со почеток во 11 часот. Во 18 часот пак преку изложба на фотографии пред присутните ќе биде прикажана ретроспектива 20 години Којнички средби. Ликовниот салон е местото каде ќе се случуваат овие настани. Она што и денес за нас е посебно важно, да традициите ги продолжиме. Еве тука сме, во понеделник ќе ги промовираме за цела 2018 година, кога фактички ќе се одржат одреден број на настани поврзани со делувањето на бизнисот и стварањето на културни вредности. Еве и лично ја упатувам јавно оваа покана, како према деловните луѓе кои што и како имаат потреби од иновативни зафати и иновации, ќе бидат прикажани негде околу 50 на нови технолошки и технички достигнувања на членовите на Којнички. ЗГ ЕСНАФ и која асоциација е членка и на конзорциумот Иноватор 2013, кој што делува на регионот на Западен Балкан, таму се до маđарска граница. Продолжуваме со вести од Македонија. Прашањето за името може да биде решено следната година. Ова го изјави медијаторот Метјо Нимиц по денешните разговори во Брисел со представниците на Македонија и на Грција, Васко Наумовски и Адемантиос Василакис. По толку многу години нема да се појави магично ново име. Решението ќе биде најдено со политичка волја и добра дипломатија, рече Нимиц. Според медијаторот, дефинитивно и во Грција и во Македонија е подобрена климата за решавање на прашањето за името. Нимиц не кажа дали на средбата излегол со нов предлог. Денешната рунда разговори за името во Брисел се одржа по пауза од 3 години. Неисплатените плати за октомври причина за штрајк на машиновозачите во Македонски железници АД Транспорт. На денешната пресконференција, машиновозачот Душко Чакаровски порача дека нема да отстапат од побарувањата, посочувајќи дека железничкиот товарен и патнички сообраќај е во целост прекинат поради протест на вработените во Македонски железници. Како што посочи Чакаровски, доколку на вработените до 25 декември не им се исплати платата за ноември, повторно ќе штрајкуваат. Ќе протестираме се додека не се исплати вториот дел од платата за октомври. Доколку тоа се направи денеска, возовите се подготвени веднаш да се вклучат во сообраќај. Доколку не се исплати платата за ноември, на 26 декември, повторно во 7 часот ќе престанеме да ги извршуваме своите работни обврски. Затоа се повикуваме на ветеното од министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски, кој во август ни вети дека како за сите во државата, така и за вработените во Македонски железници транспорт ќе се најде решение да се исплаќа платата во целост. Тоа до денеска не се случи, иако имаме поднесено барање до генералниот директор Љубиша Ристиќ. Рече на денешната пресконференција машиновозачот Душко Чакаровски.
Во рамки на македонското председавање со САД Јадранската повелба на 13 декември во Министерството за надворешни работи на Република Македонија ќе се одржи состанок на партнерската комисија на повелбата под мотото Балканот напред, исполнување на визијата за целосна и слободна Европа, информира Министерството за надворешни работи. На состанокот со кој ќе председава министерот Никола Димитров ќе учествуваат делегации на членките на повелбата Македонија, Албанија, Хрватска, Црна Гора, Босна и Херцеговина и САД, на наблюдувачите Србија, Косово и Словенија, како и шефот на канцеларијата на НАТО во Скопје. Состанокот ќе биде посветен на постигнувањата кои произлегуваат од пораките на историскиот лидерски состанок на САД Јадранска повелба, одржан во Подгорица на 2 август оваа година, и состанокот на министрите за надворешни работи, одржан во септември годинава на маргините на 72-то Генерално собрание на Организацијата на Обединетите нации во Њу Јорк. Со овој министерски состанок се заокружува македонското председавање со САД Јадранска повелба и истото ќе биде предадено на Црна Гора како председавач со повелбата за 2018. Силна експлозија забележана утринава кај големиот терминал за природен газ Баумгартен во Источна Австрија. Според германската новинска агенција ДПА, едно лице загинало во експлозијата, 18 се повредени. Претходно руската агенција ТАСС јави дека има 60 повредени во експлозијата. Се уште не е позната причината за експлозијата. Баумгартен е клучен терминал и центар за складирање на природен газ во овој дел на Европа. До терминалот се доставува руски природен газ преку гасоводи кои минуваат низ Украина, Белорусија и Словачка, а од Баумгартен се издвојуваат гасоводи кон Италија и Германија. Вести од светот. Поглавјата 6 и 30 од преговорите за членство во Европската Унија Србија веќе ги отвори. Станува збор за поглавја со кои се регулираат трговските права и економските односи со странство. Со поглавјето 6 ќе се создадат принципи и системи со кои ќе се овозможи функционирање на компаниите во Србија според европските стандарди. Поглавието 30 се однесува на подготовките на Србија за вклучување во светските трговски блокови. На вчерашната меѓувладина конференција во Брисел, која се одржа во Европскиот совет, земјите членки на Унијата биле представувани од естонскиот министер за надворешни работи Свен Миксер. Комесарот за проширување и добрососедска политика Јоханес Хан ја представувал Европската комисија, а српската министерка за евроинтеграција Јадранка Космановиќ била представникот на Белград. ЦНР е меѓународниот код кој Црна Гора го доби за својот јазик во рамки на ISO 369 стандардот. Оваа одлука ја донел Обединетиот советодавен комитет за кодификација на јазикот. На овој начин, комитетот кој што е со седиште во Вашингтон не само што го признава постоењето на црногорскиот јазик, туку потврдува и дека тој не е верзија на српскиот. Директорот на Националната библиотека на Црна Гора, Богиќ Ракичевиќ, изјавил дека со оваа одлука потврдена е лингвистичката препознатливост на јазикот. Денеска имавме претежно сончево време, а во западните делови со зголемена облачност, проследено со слаб до умерен јужен ветар. Во среда метеоролозите најавуваат облачноста да се зголеми, а врнежи од дожд да има во западните делови во текот на ноќта кон четврток и во четврток предпладне. Метеоинформациите се последни во информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам што и вечерва бевте заедно со нас. Останете и понатаму со К1. Пријатно.